Земјоделците велат дека кога започнала епидемијата и покрај намалената продажба, тие не се откажале од нивната дејност. Со исто темпо продолжуваат со своите активности. Продажбата им е намалена, но како што велат, од домашно производство не треба да се откажеме, ако знаеме дека голем дел од границите се затворени, а пандемијата го доживува вториот пик во Македонија. За продање е тешко на оваа ситуација, бидејќи пазарите не работат. Границите се затворени, а ние треба да го даеме. Мастрафите се превише големи. Тешко е. Еве гледај, у Струмица тие го фрли, затворени куфините, границите тие го фрлите. И ми е исто така, ако не се отворат границите, така ќе биде и за нас. Во време на полициски час тие се соочуваат со уште еден проблем. Делони велат дека обработуваат големи површини, но додека трае 3-дневниот карантин, добиле дозвола за движење на само еден член од семејството. Еден човек не може да се справи со толку голема површина, се жалат тие. Кој ќе ради? Само еден не може да се ради. За ниви работи треба повеќе луѓе. Овде дава само една дозвола и тоа денеска да аплицираш, после една недела, 2 недела да ти дава. И во време на пандемија има и такви кои се оптимисти. Земјоделецот Борче Лиевски од Тетовско Фалише вели дека засега добро му оди работата. Моментално не се осеќа толку, барем кај нас, да други дека не знам, али кај нас не. До сега сум немал ете проблем, ништо, се било уреду. А ова сега што го сејам претежно е за стока што го имамо ние, инаку има други работи што и сејам во пазар. Зависи сега што имам, пример купус, ченка, друга шеќерат што е, го сеемо тој за пазар. Не само пандемијата, туку и лошите временски прилики направија штета на земјоделците. Во месец мај температурите се спуштија под нулата, а дел од засаденото се уништи, претежно зеленчук.